Добро вечер. Тредневник на К3. На одржаната пресконференција Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и Општински комитет Куманово го обвинија градоначалникот Дамјановски дека ја приватизирал општината со тоа што вработува своји роднини и пријатели од раководството на СДСМ, а овие кадри се плаќаат со народни пари. На пресконференцијата Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Општински комитет Куманово упатија апел до градоначалникот Дамјановски, во кој вела дека освен по својата неработа, празните ветувања ќе остане запаметен и по тоа што општината Куманово ја направил своја приватна компанија, во која вработени се негови блиски роднини, братучеди, кумашини, роднини пријатели на раководството на СДСМ, а овие кадри се плаќаат со народни пари. Вистинските критериуми за вработување во општината и јавните предпријатија во Куманово изгледаат вака. Наместо критериумот образование и диплома, дипломата во Куманово е заменета со партиска книшка на СДСМ. Но тоа не е доволно. Потребно според Дамјановски и СДСМ е да се има и сина крв. Критериумот стручност го заменя со критериумот задолжителна роднинска поврзаност со некој од раководството на СДСМ. Има уште критериуми. Секој нововработен, наместо на граѓаните, треба да им служи на потребите на СДСМ и на нивната врхушка. Резултатот на сето ова е општина во милионски долгови и нефункционални јавни предпријатија. Овие критериуми не ги исполнуваат способните младите и образованите, туку роднините на Зоран Дамјановски и роднините на Оливер Спасовски и председателот на СДСМ во Куманово. Сопругата на првиот братучет на Дамјановски, Билјана Дамјановска, е финансова директорка во ЈП Водовод, додека пак нејзиниот сопруг, братучет на Дамјановски, Горан Дамјановски, е вработен во јавното предпријатие Пазаришта, во кое работи и кумашинката на Дамјановски Маре Костовска и на кумајка на председателот на СДСМ во Куманово Мартин Костовски, кој е вработен во општина Куманово. Во јавното предпријатие Водовод работи братучетката на Дамјановски Мери Јанковска. Па се стигнало да се вработи и синот на фотографот во општината Ангел Јакимовски, чија мајка инаку братучетка на сопругата на Дамјановски, Ленче Јакимовска, е вработена во градинката Ангел Шајче, со што Дамјановски успел да ја згрижи целата фамилија Јакимовски. Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ, своевремено и секретар на општина Куманово. Го продолжил континуитетот на фамилијарното стебло, па ги вработил неговата сестра Билјана Петрушевска во основното училиште Крстен Мисирков, како и неговиот зет Ненад Петрушевски во јавното предпријатие Водовод. Максим Димитриевски, член на извршниот одбор на СДСМ, откако Зоран Заев стана председател на СДСМ, истовремено и председател на Советот на општината во Куманово, својата сопруга ја вработил во основното училиште Кочо Рацин, а неговата сестра во основното училиште Браќа Миладиновци. Во јавното предпријатие Чистота и зеленило се сместени првиот братучет на Дамјановски, Момчило Дамјановски, кумата на Дамјановски Верче Трлин, како и кумаширот на Дамјановски Драган Живич, чија сопруга пак е вработена во основното училиште Толи Зордумис, а во економското училиште е вработена и ќерката од братучетот на Дамјановски Елена Крстевска. Згрижен е и поранешниот директор на јавното предпријатие Куманово газ Никола Денковски. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН бараат општината да им се врати на граѓаните, бидејќи велат ова е срамен пример на работење на градоначалникот и на СДСМ, кои прават невидена злоупотреба на општината со тоа што имаат приватизирано за своји приватни партиски интереси. Спанет со пржени компири беше втората представа одиграна на фестивалот Денови на комедијата, работена според текст на унгарскиот драмски автор Золта Егреши. Станува збор за современа комедија со одредени мелодрамски моменти, кој ги третира современите проблеми на обичниот човек и го опишува проблемите со кои се соочуваат тројца фудбалски судии за време на еден надпревар. Втор поред кој настапи на Деновите на комедијата во Куманово беше театарот од Велес со представата Спанач со пржени компири. Представата е работена според текстот на унгарскиот драмски автор Золта Егреши, а во режија на Ненад Витанов, сценографија на Филип Коруновски, а задолжен за костимографија Александар Крининов Груев. Владимир Тулиев, Жарко Спасовски и Фаик Мефаиловски зема учество во представата. Станува збор за современа комедија со одредени мелодрамски моменти, која го третира современиот проблем на обичниот човек и ги опишува проблемите со кои се соочуваат тројце фудбалски судии за време на еден надпревар. Одмапати па не е лошо малку човек да се освежи после во тој јако кемп. Кај одма се луѓе, не е што тоа запналио. Снеми доле, ајде. Запали и оние сакат да те, јас кој трчам како нема. Снеми доле да ги ти дадам.
Трчам оно, како ти кажа, мислам, ето тоа рефлексно дига, поема нема што прави. Ајде му кажеш го оно брзото. Дај ме волата. Ја ти волата, седи ја. Да му кажеш на много брзото да престане да ме вредя, защото аз съм билет тук да си завършим работа като полинийски судия и да ти помогнем на тебе като колега, а не некој да ме вреди. Се посра, ке те молам. Иако на прв поглед темата на представата е фудбалот, таа ја прикажува страста кон животот. Таа е страст кон спротивниот пол, љубовта и воопшто кон се што го сочинува животот, разочарувањето, подемите и падовите во секој живот. Актерите се задоволни од посетеноста и од позитивните реакции на публиката. Не гостуваме повтор пат. Минатата година гостувавме исто со представа со Велешки театар и имате супер публика баш за комедија. Супер реагираат на одлични места. Многу ми е мило за тоа. Инаку еден драг фестивал, кој што се го сакаме, нели, комедија е комедија. И според публиката што може да се види реакции, навистина јас сум презадоволен. Јас сум повтор пат на фестивалот. Минатата година гостувавме со представата Тартив. Бев изненаден од публиката од Куманово, бидејќи прв пат одиграв представа во Кумановски театар. Сега очекувано. Очекував добри реакции, баш сум среќен што гостувавме вечер во Куманово. На Кумановци им останаа уште 13 представи од деновите на комедијата. Следна наред е представата Ни ваму ни таму. Крива Паланка се вклучи во националната екоакција Македонија без отпад, кој опфати 60 општини, во кој се чистеше на бројни локации. Акцијата 5 пат ја организираат Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија. Во рамките на националната еколошка иницијатива Македонија без отпад, според најавите однапред изготвениот план за акција, дел од граѓаните на општина Крива Паланка го дадоа својот придонес во напорите да ја разобавиме татковината. Акцијата 5 пат ја организираат Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, а покрај вработените во општинската администрација и неодменливите ученици и нивните претпоставени од локалните образовни институции, главниот товар на активностите го понесоа јавното предпријатие Комуналец и времено ангажираните општи работници, но и вработените во подрачните оделенија за заштита и спасување од Центарот за управување со кризи. Се чистеше кај јавните институции во населбите на патот кој води кон манастирскиот комплекс и во коритата на Крива и Дурачка река. Зад општинската зграда на чело на локалната администрација беше градоначалникот Арсенчо Лексовски. Собраниот отпад вработените во јавното предпријатие Комуналец го транспортираа во депонијата. Инаку по пилот обидот во 5 општини акцијата за Македонија без отпад овој пат опфати 60 на општини во кои се чистеше на бројни локации. Во проектот на државно ниво се вклучија голем број функционери како и странски представници во Македонија. Во селото Бајловце во недела ќе се одржат 7-те поред Бајловски средби, на која ќе бидат презентирани обичаи од Козјачијата и каде е предвидена богата културно-уметничка програма. По тој повод во нашето студио беше гост организаторот на оваа манифестација Зоран Бојковски. Со него разговараше колешката Маријана Нацевска. Значи, еве, со нас во студио е Зоран Бојковски, председател на Козјачија во Срцето. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете наш гостин. Еве, ајде да не запознаете. Збор 2, накратко за Бајловските средби. За каква манифестација станува збор? Значи се работи за манифестација која што се одржува по 7 пат. Почнавме случајно негде пред 7 години, меѓутоа прерасна во една манифестација која што мислам дека е веќе за респект, бидејќи имаме се повеќе и повеќе луѓе кои што се заинтересирани да го видат, да ги видат убавините на овој крај, да ја видат традицијата на Бајловци околината. Така да целта која што ја поставивме во самиот почеток при организирање на ваквите бајловски средби, да се другаруваат, да се организираат луѓето, да направат нешто за овој крај, е постигната и веќе, ќе повторам по 7 пат, се собираат луѓето што се раселени, а ги има многу раселени на сите страни во светот, доаѓаат да се дружат со луѓето што се таму, да се видат некои после повеќе децении, затоа што има голема миграција на овој крај, и преку презентација на свадбените обичаи, преку презентација на останатите обичаи од овој крај, сакаме да направиме нешто да заживее Бајловскиот и поширокиот крај. И сосема оваа манифестација успеа досега, барем според моје мислење и мислење на повеќето, да го оправда своето постоење.
На што најчесто ставате акцент? Па еве спомнав дека акцент е дружењето на луѓето кои што се раселени со луѓето што се останати таму, кои што се за жал многу помалку од она што било некогаш. Останатите кои што учеле, иако не се од Бајлевце, затоа што имаше едно време и централно училиште, кое сега за жал е само подрачно, кои што учели се на многу и високи позиции во државата и пошироко, доаѓа да видат, да се потсетат на времењата кога биле млади и на одреден начин да помогнат за развој на овој крај. Така да манифестацијата ја има и таа цел, меѓутоа и целта е да најдеме начин да се развие овој неразвиен и раселен крај, веројатно со идеите, со можностите што ги нудат одредени бизнисмени што потекнуваат од тој крај и пошироко нормално. Има ли нешто специфично по што се разликува Бајлевска средба, еве да речеме, од некои слични такви манифестации? Па секако дека има, еве јас спомнав дека презентираме и старата козјачка Бајлевска свадба, која што има одредени специфики за тој крај и овие 2 години е презентирана од одредени културно-уметнички друштва. Ова година тоа ќе бидат кут фолклористи од Крива Паланка, кут Срма од Стара Нагоричина и кут Ѓоко Симонски проздружение на пензионери, кои што ќе ги доловат одредени свадбени обичаи кои што биле во минатите векови, кои што сакаме да останат како една традиција. Уште една специфика е што Бајлевец е познато како форнаџиски крај, многу пекари, форнаџи биле во Куманово, Скопје и пошироко. И еве сега жените, вредните бајловчанки и пошироко прават баници на традиционален начин, се надпреваруваат, имаме избор за најдобра баница, има и одредени народни селски игри кои што биле одредено време прифатени во тој крај, па сега сакаме да ги обновиме, така да интересот на луѓето што доаѓаат ете така на тие, веројатно повеќе работи, меѓутоа има и новини кои што секако ги планираме од година на година. Оваа година, значи, се надеваме дека временските услови ќе не послужат, интересот во минатите години беше завиден и се надеваме дека луѓето од поширокиот регион ќе дојдат да не посетат, да видат, да ги презентираме на нашите обичаи и да ги видат убавините на овој крај. Еве, што планирате за воиднина? Ќе прераснат ли Бајлевски средби во нешто поголемо? Па секако ние планираме да биде таа традиционална свадба старовремска да прерасне нешто поминијатурно од галичката свадба, меѓутоа се уште не можеме да најдеме одреден брачен парк од тој крај кој што се венча, затоа што многу ретки се венчавките. За жал, меѓутоа се надеваме дека ќе успееме со помош на одредени институции тоа да прерасне во една навистина убава традиција каде што ќе бидат задржани тие свадбени и останати народни обичаи кои што биле во овој крај негувани со векови. Ајде еден апел до граѓаните, еве, за да ја посетат Бајловската средба. Па, апел, еве, повелете, сите заинтересирани, временските услови ќе бидат, според синоптичарите, одлични. Повелете да се дружиме, да погледнете што нудиме, да најдеме начин да биде оваа манифестација уште поуспешна. Имаме организиран превоз пред ресторан Жмара во недела во 9 часот, така да на тој начин еве и ќе успееме веројатно да привлечеме. Минатата година имаше преку 1500 луѓе, се надеваме оваа година уште повеќе и тоа целта на манифестацијата да дојде што повеќе луѓе, не мора само од тој крај. Сите се добре дојдени, еве и уште еднаш ги повикам да дојдат да не посетат, да се дружиме на ова убаво место. Ви благодарам што ја прифативте поканата, се надевам дека ќе помине се во најдобар ред. И јас се надевам и благодарам на поканата. Во Куманово се одржа промоција на проектот Ароматични и лековити билки, вредност на природното наследство кој е дел од програмата за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија. Во рамки на проектот берачите од регионот имаа можност за размена на искуства со француските берачи, со цел одржливо производство и продажба на билките со кои изобилува овој регион. Во рамки на проектот Ароматични лековити билки вредност на природното наследство, кој беше промовиран во Куманово со бирачи на природни билки од Долна Нормандија, остварија размена на искуства со овдешните берачи. Предходните денови берачите заедно собираа билки на подрачјето на општина Ранковце. Зад проектот стојат организацијата Вештини и Еко од Долна Нормандија и североисточниот плански регион. Преку проектот ќе се овозможи стекнување на знаења кои потоа ќе се искористат за зачувување и искористување на потенцијалот со кој располага регионот.
Можем да кажам дека при ова посета има што да видат кај нас. Значи, кај нас има долгогодишна традиција, повеќе од 30 години за собирање на билки и продажба. Единствено, кај нас цената е многу пониска, но не само ради тоа, бидејќи кај нас и поставеноста на продажбата, односно собирачите на билки, кога ќе излезат на пазар, имаат можеби еден или двајца потрошувачи, односно оние кои може да ги купат, и тоа во најголем дел се оние посредници, односно трговци или преработувачи на билки, кои што во дадени моменти според годината со цената варира. Самите бирачи велат дека билките можат да помогнат во лекување на одредени здравствени состојби. Стојко билките ги бере по планините и најчесто за сопствена употреба и за најблиските. Со стари сум чул дека се убави чаеви, прават мелеми и све тоа. Јас повеќе за пријатели нешто наберем, за мене на пријатели си дадем нешто такој на свој. Значи не за продажба не сум берен. Избрав да се занимавам со берба на растенија затоа што од секогаш сум се интересирала за растенијата и тоа е нешто што ме исполнува. Со овие обуки се возможува собирачите да научат да го заштитуваат природниот диверзитет, овозможувајќи добра репродукција на билките. Во Кратово вчера и денеска се одржа 4-ти меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови Кратово 2015 во организација на Македонското етнолошко друштво. На фестивалот беа прикажани вкупно 24 филмови, од кои 6 домашни, а останатите од странство: Хрватска, Словенија, Романија, Германија, Франција, Италија, Велика Британија, Боливија, Иран, Грузија. На отварањето пред присутните се обратија председателот на организацијскиот одбор на фестивалот, познатиот македонски етнолог и автор на многу етнолошки документарни филмови Владимир Боцев и представник од локалната самоуправа. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски во Њујорк оствари средба со генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Бан Ки Мун. На средбата се разговараше за активностите на Република Македонија во рамките на Обединетите нации, за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение околу наметнатиот спор помеѓу двете земји и за предизвиците во врска со мигрантите. На средбата се разговараше за активностите на Република Македонија во рамките на Обединетите нации со работката во остварувањето на поставените цели, процесот на разговори помеѓу Република Македонија и Република Грција за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение околу наметнатиот спор помеѓу двете земји и за предизвиците во врска со мигрантите. Премиерот Груевски истакна дека Република Македонија во целост ги поддржува поставените цели на Обединетите нации и дека дава активен придонес во нивната реализација преку реализација на проекти на домашно ниво и преку поддршка на истите на мултилатерално ниво. Тој го информираше генералниот секретар за реформите кои ги спроведува нашата земја за унапредување на стандардите во сите општествени сфери, како и за номинација на Република Македонија за кандидат за следен генерален секретар на Обединетите нации. Во однос на процесот на изнаоѓање на решение за наметнатиот спор од Република Грција, премиерот Груевски истакна дека е потребно да се зголеми интензитетот со што би се надминал застојот и што би водило кон поголеми можности за изнаоѓање решение, додавајќи дека Република Македонија посветено и одговорно се однесува кон оваа прашање. Генералниот секретар Бан Ки Мун изрази позитивна оценка за придонесот на Република Македонија во реализација на целите на Обединетите нации. Во однос на предизвиците со мигрантите, беше истакнато дека е потребен координиран пристап на меѓународната заедница со цел надминување на сите предизвици поврзани со оваа тема. Двајцата соговорници разменија мислење околу останати теми кои се значени за меѓусебната соработка и мултилатералните прашања. Во Скопје повторно по 8 пат Памфис фестивалот на пантомима и физички театар ќе се одржи од денес до 7 октомври на сцените во театарот Комедија, Драмскиот театар и во Македонската опера и балет. Тематски представите ќе го доловат идентитетот и односот меѓу половите, покрај Дамир Дантес од Швајцарија и унгарците од Movement Studio од Романија, што се паметат од поранешните изданија. Годинава за единствената награда што се доделува на Памфис ќе се надпреваруваат изведувачи од Бугарија, Чешка и Грција. Со изведба на представата мажите се поинакви, а и жените исто така, но артистот пантомимичар Дамир Дантес од Швајцарија
Вечер во Театарот Комедија ќе биде отворен 8-миот интернационален фестивал на пантомима и физички театар Панфис 2015. На фестивалот кој ќе трае до 7 октомври ќе бидат изведени 3 представи од областа на физичкиот театар и 2 представи од областа на пантомимата. Представите ќе бидат изведени и во Драмскиот театар и на малата сцена на Македонската опера и балет. Утре вечер во Драмскиот театар ќе биде изведена представата Кешчевец се на Мувен студио од Романија. Првпат на фестивалот гостува младиот артист од Бугарија Јасен Попов, чија представа Граници ќе биде изведена на 5 октомври во Драмскиот театар. На 6 октомври на малата сцена на Македонската опера и балет ќе биде изведена Синовијал, во кој настапуваат Марек Зелинка и Мартин Талага од Чешка, кои првпат ќе гостуваат на фестивалот. На затворањето на Панфис 2015 на 7 октомври на малата сцена на Македонската опера и балет ќе биде изведена представата Пиеса за двајца на Александрос Михаил, театарот Грција. По изведба на представата ќе биде доделена и наградата на фестивалот во висина од 300 евра. Фестивалот е финансиски поддржан од Министерството за култура. Унгарија утре ќе ја затвори границата со Хрватска. Шведска постепено преминува на 6-часовен работен ден во настојување да ја зголеми продуктивноста и да ги направи луѓето посреќни. НАТО почнува најголема воена вежба од 2002 година, а во неа ќе учествуваат војници од 30 држави. Вести од светот. Унгарија утре ќе ја затвори границата со Хрватска, висока ограда е поставена и сега се додава само дополнителна жица. Оградата е висока повеќе од 3,5 метри и поставена на целата копнена граница меѓу Унгарија и Хрватска. Унгарски војници веќе 2 недели забрзано работеа на подигнување на бедемот меѓу двете држави членки на Европската унија и според информации од Будимпешта работата ќе биде завршена утре, наведува весникот. По завршување на работите бегалците ќе може да минуваат само преку службените премини. Шведска постепено преминува на 6-часовен работен ден во настојување да ја зголеми продуктивноста да ги направи луѓето посреќни, пишува британскиот весник Independent. Работниците ширум земјата веќе се сретнале со оваа промена, чија цел е поголем обем на работата да биде завршен во покус рок и да се осигура луѓето да имаат доволно енергија за уживање во приватниот живот. Според пишувањето на порталот Science Alert, центрите на јапонскиот производител на автомобили Toyota во Гетеборг, вториот најголем шведски град, овој пресврт го направиле уште пред 13 години. Благодарени на што, како што соопшти компанијата, работниците се посреќни и зголемене профитот во тој период. И компанијата Filimundus, која развива апликации за мобилни уреди, минатата година воведе 6-часовен работен ден. 6-часовниот работен ден според неговата оценка ќе овозможи луѓето да имаат доволно енергија за приватните обврски кога ќе го напуштат работното место, што е тешко изводливо со 8-часовниот работен ден. НАТО почнува најголема воена вежба од 2002 година во која 36.000 војници ќе бидат ангажирани на маневри за подготвеност во Италија, Шпанија и Португалија. Воената вежба Trident Young Tour се одржува до 6 ноември, во неја ќе учествуваат од 30 држави, соопшти командата на Сдружените сили на НАТО. Вежбата ќе укаже на зголемено ниво на амбиции на НАТО во заедничкото модерно војување и ќе покаже способна напредна алијанса со соодветни способности и капацитети да се избори со актуелните идни безбедносни предизвици, соопшти командата. НАТО истакнува дека војната вежба не е насочена против ниедна држава. Ракометарите на Куманово по 2 одиграни кола во првата лига успеа да освојат 1 бод. На последниот дуел на домашен терен против екипата на Преспа, нашиот представник ремизираше, иако во поголемиот дел од надпреварот имаше водство. Осврт за овој надпревар, како и за утрешниот против Струга, побаравме мислење од председателот на клубот Бобан Ангеловски. Господин Ангеловски, еден краток осврт за првиот надпревар на домашен терен против екипата на Преспа, неречено. Ваш коментар? Да, во четврток изигравме за деценатото прво коло, одложено што беше, со екипата на Преспа. Домаќини бевме во Куманово. Еве сега моментално со играчите ја коментираме утакмицата. Јас сум задоволен, иако изигравме нерешено. Преспа веќе задни 7-8 години со таа екипа игра во првата машка ракометна лига.
и обстанува, и не само што обстанува, остварува добри резултати. Така да ние како стручен штаб на екипата и како и тренерот е задоволен од покажаното и од постигнатото. Игравме 29-29. Во едно време имавме и 5 гола разлика, но дечките се млади, желни за игра, желни за резултат, направија неколку технички грешки, направија некои непромислени работи и дојде на крај да се бориме да освоиме бод. Токму воедно да се надеваме дека ќе се влечете првата победа против Струга. Еве една ваша кратко видување за како противник се работи. Па исто како и за Преспа, Струга со години игра во првата машка ракометна лига. Знаеме дека во репрезентација во сите категории имаат изворедни играчи, дават во играчи во репрезентативните состави на Македонија, така да константно играат во прва лига, имаат одлична екипа, до сега имаат 2 победи. Се надевам дека во недела, утре во 16 часот, тој низ ќе го прекина тука во Куманово, дека ќе ги добиеме со една пожртвувана борба, со една мислам желба да освоиме први 3 бода и се надевам дека ќе ги победиме утре. Представниците на фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово ги одиграа првенствените надпревари од североисточниот регион. Во првиот меч по младите пионери ја совлада екипата на Ринија со 4-3, додека во вториот дуел во пионерска конкуренција пионерите загубија од истоимената екипа со 2-1. Јовановски победа против екипата на Ринија во конкуренција на помлади пионери, една кратка оценка за овој надпревар. Па денес се одигра четврта кола во помлада пионерска лига, тоа е североисточен регион. Денес одигравме еден цврст и борбен надпревар против екипата на ФК Ринија и успеавме да забележиме победа. Резултатот на крај гласеше 3:4 за нашата екипа. Што може да очекуваме од вас во оваа сезона за оглед на тоа дека сте моментално на правото место во конкуренција? Па сега распоредот натаму ни е полесен и очекуваме во наредниот период да успееме да се избориме за тоа прво место во оваа североисточна лига. Котевски видовме еден интересен напревар, сепак на крајот ФК Евроспорт е поразен, меѓутоа пред се овие млади играчи покажа доста добра игра. Па добро, ние досега немавме никаков пораз, имавме само победи, една нерешена. Меѓутоа денеска беше дерби и во тоа дерби, секогаш во дерби кој се снајде подобро, тој и ќе победи. Играта беше динамична, не беше груба, беше фер, беше доста квалитетна и се надеваме дека друг пат ние ќе победиме. Тоа е тоа. Двата дуела на Евроспорт против Ринија беа во рамките на четвртото коло. Помладите пионери во моментов се лидери на табелата, додека пионерите со денешниот пораз останаа на второто место. Предвидено е во есенскиот дел да се одиграат вкупно 12 кола. Женската фудбалска екипа на Речица во своето 3-годишно постоење успеа да се етаблира како значаен субјект во македонскиот фудбал. Творецот на оваа генерација Валентин Стоиловиќ е задоволен од развојот на клубот и се надева дека во наредниот период ќе бидат остварени уште подобри резултати. Господин Стоиловиќ, женската фудбалска екипа на Речица имаше старт во новата сезона. Ева да ни кажете едно кратко резиме досега како течат резултатите и што очекувате од оваа сезона? Па прв пат да ја поздравам вашата телевизија што најде можност и време да дојде да не посети вака на тренинг и да кажам искрено мило ми и мислам дека од тоа девојчињата најповеќе имаат корист, како и другите девојчиња што не знаат дека постои женска екипа, кај што е една вид на популарност сигурно добро ќе ни дојде. Па оваа сезона за жал почна под очекувањата што ги имавме, со оглед дека во пролетна сезона имаме многу добри резултати. Сега стартуваме со 3 порази, но мислам дека поразите беа пратени со добра игра, што ми дава надеж дека понатака ќе се окренат работите на подобро. Нашиот стадион од време Речица е позната по добар стадион и по фудбалската екипа, а овој стадион сега како што гледате, значи со извршено реновирање и порамнување на делот од теренот кој што имаше малку несоодветен облик, највеќе ни помогна амбасадата на Република Србија во Македонија, поточно Министерството за диаспора на Република Србија, кај што тогашниот амбасадор Томислав Ѓурин ни даде поддршка и фактички за нас гарантираше дека ќе го направиме како што беше проектот. Тука сум еден месец, дојдов нова сум тука, сум задоволна од се, супер ми е
и така. Што очекуваш од оваа сезона? Од оваа сезона очекувам добри резултати, добра игра. Спасовска, кога се занимаваш со фудбалот? Па веќе 4 години. И како дека во фудбалскиот клуб Речица гледаме дека имате, може да кажеме слободно, идеални услови за работа? Да, добро е, се добро оди кој што треба. Тошич, вие сте овдека најискусна во екипата на фудбалскиот клуб Речица и треба да бидете пример за другите играчи во екипата. Да, така е, една сум од поискусните, играме веќе 4 години, исто така се да преваруваме сите 4 години во првата женска лига во Македонија и така. Може ли оваа година да очекуваме исчекор во вашиот пласман, да ве видиме меѓу првите 3 екипи во Македонија? Па, како секој спортист, сите се надеваме нели на најдобар успех и сите ние тренираме за тоа, па ќе видиме, времето ќе покаже. Тука сум од почетокот на формирањето на клубот Речица, потоцно женскиот клуб, бидејќи тоа беше особена голема чест да се присуствува тука веќе долго време, како во Куманово не постоеше никаков женски клуб, а нашиот тренер се осмели да формира клуб и тоа го направи со соодветни услови, со голема храброст, ентузијазам за освојување на првото место, па така работиме и до ден денес, кога се надеваме на најдоброто. Според зборовите на Стоиловиќ, во оваа сезона примарна цел ќе биде оваа генерација да оствари што подобри резултати, а воедно покрај сегашните 2 репрезентативки да произлезат нови идни членки на македонската селекција. Со трките на 3 и 5 километри на сите хумани ентузијасти од земјава во недела. 4 октомври во Крива Паланка ќе се одржи втората розева трка во организација на Сдруженијето за заштита на маргинализирани групи Pink Support. Годинашната трка ќе се одржи под мотото Трчај за Јоце, а собраните средства се наменети за третман соматични клетки на Јоце Блажевски. Сдруженијето за заштита на маргинализирани групи Pink Support ја продолжува традицијата за промоција на хуманоста и доброчинството, а розевата трка е еден од начините за имплементација на оваа цел. Викендов пред нас, општина Крива Паланка ќе биде домаќин на розева трка 2015-та, а почетокот на придружните активности е во недела 10 часот. Покрај главниот настан, трка на 3 и 5 километри со старт на позиција плоштад Карпошево Востание, на иницијативата се приклучува и Сдруженијето на велосипедисти на Македонија, кои ќе возат 100 километарска тура Скопје-Крива Паланка. Розевата трка традиционално е сега втора година, ќе биде во Крива Паланка со почеток во 10:30 за тие што немаат подигнато стартни бројчиња, кои што сакаат да бидат вклучени во трката, а веќе во 11 часот е планирана програмата за да почне со на 3 километри и 5 километри трката низ градот. Со музичкиот дел почнуваме 10:10, да не речам 10 часот, имаме оној воведен дел со водителката Тината Утовиќ и загревање со Елена Бубало, значи за сите оние не мора да учествуваат во трката, но дечиња, родители, мајки, татковци кои што сакаат да бидат присутни може да ја дадат својата подршка и да бидат вклучени барем во загревањето со музика и со Елена Бубало. Годинашната трка ќе се одржи под мотото Трчај за Јоце, а собраните средства се наменети за третман соматични клетки на Јоце Блажевски, кој боледува од церебрална парализа. Организаторите информираат дека Јоце Блажевски, кому му е наменета трката, ќе биде присутен во Крива Паланка, а сите хумани луѓе покрај тоа што со своето присуство ќе го збогатат и омасуваат настанот, можат и непосредно да му ја искажат и својата поддршка. Најавени се голем број учесници од Македонија. Стартните броеви за учество се превземаат на пунктот пред општината, а со ревијално учество ќе ја поддржат трката и неколку спортски клубови од општината. То веќе се најавија некои фирми кои што сакаат да го дадат својот придонес. Ќе имаме поставено кутии за да бидат вклучени сите оние граѓани. Така, тука исто, значи се ќе биде околу општината, пред општината, целиот настан ќе биде пред општината, можат луѓето и да зборуваат со Јоце, со неговата фамилија, за што конкретно се работи во неговиот случај. И директно да бидат, така, директно да му бидат предадени средствата и ние јавно ќе се заблагодариме на сите оние фирми и индивидуи што не поддржуваат на оваа трка. Розева трка 2015 е поддржана од општина Крива Паланка, Скопје Night Riders, Сдружение на велосипедисти на Македонија и неколку локални правни и физички лица од Крива Паланка, а покровител на настанот е Дибјаџио, Нью Йорк. Да, јас сум преблагодарна на општината затоа што мојот предлог за одржување на трката беше некаде предложен во август месец и ми беше одобрен на неполни 2 дена.
Градоначалникот со својот тим ми дава супер подршка и логистика, волонтерите од Црвен крст на Крива Паланка, така да јас мислам дека целиот терет не е на нас, туку е поделен на сите што ја сакаат оваа хуманитарна акција и пред се благодарност на граѓаните, значи апелирам секој што не сака да трча, но е тука во градот да дојде да ни даде подршка, да го направиме градот Крива Паланка за прв пат нешто за нешто убаво и за нешто хуманитарно и да може во иднина прерасне традиција и на идните генерации да продолжат со вакви спортски хумани акции. Фудбалерот на Барселона, бразилецот Неймар, до крајот на годината ќе добие шпанско државјанство. Во ваква ситуација на Барселона ќе се отвори можност во јануари да ангажира уште еден играч кој не е од Европска унија. Председателот на ФИФА во заминување Сеп Блатер доби ултиматум од големите спонзори на федерацијата да ја напушти функцијата веднаш. Тој одби да ја напушти функцијата. Фудбалерот на Барселона, бразилецот Неймар, до крајот на годината ќе добие шпанско државјанство. Во ваква ситуација на Барселона ќе се отвори можност во јануари да ангажира уште еден играч кој не е од Европската унија. Во Шпанија клубовите смеат да имаат тројца играчи во Европа. Моментално покрај Неймар во Барселона се и Луис Суарес и Даглас. Во согласно со договорите помеѓу Шпанија и Бразил, личноста која ќе живее 2 години во Шпанија може да добие државјанство. Председателот на ФИФА во заминување Сеп Блатер доби ултиматум од големите спонзори на федерацијата да ја напушти функцијата веднаш, но го отфрли. Кока-кола прва побара Блатер пујтна постапка да си замине, а веднаш се приклучи и Макдоналдс, Виса и Бадвајзер. Адвокатскиот тим на Блатер со соопштение изјави дека тоа нема да ги забрза реформите во ФИФА кои се во тек. Додека Кока-кола е вреден спонзор на ФИФА, господинот Блатер со сета почет не се согласува со незините ставови и верува дека неговото итно заминување од функцијата не е во интерес на ФИФА, ниту пак тоа ќе ги убрза започнатите реформи и заради тоа одбива брзо напуштање на функцијата, стои во соопштението. Швајцарскиот суд минатата недела покрена обвинение против Блатер поради криминални дејствија, злоупотреба на службена должност, но швајцарецот изјави дека ќе остане на чело на ФИФА и покре постапката. Продолжува релативно сончево и топло време. Следиме метео за североистокот. Тоа беше се за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со програмата на К3 и имајте пријатна вечер.